Здраво на сите и добре дојдовте во ново видео. Мене ме немаше негде еден месец, хибернирав некако, фати жештината и јас имав летна хибернација. Ама, еве, денес се враќаме полна пареа. Тото почнува, сите си мислиме што да правиме, како да правиме, да го поминиме летото што е можно поубо. Така да во ова видео ќе поминам некои активности за како јас ќе го поминувам моето лето, така наречени anti-brain rot, productive girl или dude, што било естетик, актив, ама и релаксинг. Една од активностите што ги правам секој лето, буквално од кога беа обврска, сега се за анимација, а тоа е читањето на книги и то многу книги. Овие ми се сите прочитани, ама ми се некои од омилените, да ви дам некои предлози за ако сакате да почнете да читате. Се накратко ќе ви кажам која е за шо. Ана Марија не зна и како накратко да опиши книги и така си се зазбора нецели 10 минути. За оние кои сакаат да слушнат повеќе за книгите, имате бонус видео во балончето горе десно, а за останатите, книгите се Пред да се излади кафето, Тошиказу Кавагучи, Се помалку човек, Осаму Дезаи, Продавачката, Сајака Мурата, Фаренхајт 451, Рей Бредбери, Заложници, Клер Мекинтош, Островот на исчезнатите дрвја, Елиф Шафак, Еден од нас лаже, Карен М. Макманус и Дамски гамбит од Волтер Тевис. Уживајте во остатокот од видеото. Тоа се некои од книгите. Друга некоја активност е гледањето на филмови. За летото имаме доста слободно време и сигурно имате некоја листа како што јас имам за разни филмови од било кој жанр што сакам да ги изгледам. Така да летото е супер период да се гледаат филмови, било тоа дома, на некој од платформите како Netflix или пак одење во кино, театар и слично. Друга некоја активност е и дружење со пријатели, да се излезе малку муабет, да се прошета. Во детелиња. Ајде, попути си наред. Ајде да видиш што веќе немаш, први нешто, ајде што било. Исто, периодов е долг и може да се искористи да се научи нешто ново. Дали тоа е некој нов скил, може би рецепт, учење на некој инструмент, нов спорт. А во мојот случај, јас решив да учам шпански и мојот почеток на шпански го почнав со The Fabulous Duolingo. Не знам колку ќе научам од Duolingo, ама за сега се осеќам прилично добро за помалку од еден месец учење шпански со Duolingo. Yo hablo español. Sí, muy bien. Gracias. Доста важно е да го движиме нашето тело, дали тоа е преку пешачење, возење на велосипед, одење во природа, некаков вид на спорт. Движењето на телото е доста важно, така да ви препорачувам да не го помините летото цел ден седејќи на телефон и лежејќи. Пробајте некоја разна активност, дури да е само пешачење, а и плюс, тоа е доста здраво, ќе се чувствувате подобро, а може би ќе изгледате подобро, мислам, summer beach body, така да и е хубаво да се вежба и да се движи без разлика што другите ќе мислат за нашето тело. Хубаво е да вежбаме сами за себе, за нашето здравје и благосостојба. Исто добро е да се има и по некој креативно хоби,
како се повеќе и повеќе минува времето, се повеќе сакам на некој начин да создавам нешто, да правам нешто мое, да не биде само да конзумирам нешто што другите го создале, да бидам само пасивен гледач, туку сакам да бидам и активен учесник во културата, уметноста. Во последно многу сакам да цртам. Не сум ни толку добра во цртање, ама си наоѓам некој свој стил, своја естетика, мои бои кои ми се бендисуваат и ми е интересно, доста релаксирачки. Дури не мора ни да е цртање, може да е боење, буквално во боенка или во нешто. Си сликам со камерчето, така да се оди низ град, да се прошета, да се направи нешто. Дури само во снимање за на YouTube е доста креативно, треба да смислиш, не знам, сценарио, агли за снимање и после тоа да се едитира, да се среди, доста е така активен процес, доста се активира мозокот, креативноста, размислувањето. Доста ви го препорачувам креирањето на YouTube, бидејќи секоја приказна вреди да се слушни. Бидејќи го спомнав сликањето со камерчето, исто тука ми е сакав да спомнам и истражувањето на нови места. Тоа не мора да е друг град, друга држава, некое тен далечно, спектакуларно, кој знае како место. Туку и верувам дека ги немате видено најинтересните, добро, може би не најинтересните, ама некои така интересни, не многу посетени и познати места од вашите градови, па и општо и местата кои често сте ги дале, места и улици низ кои често се поминувале. Секогаш може да се најдат нови работи што претходно не сте ги забележали, да се видат со некој поинакво око. Баш пред некој ден онака на некој начин изигравав турист низ Битола, широк сокак, улица што милион пати сум ја поминала. Иако ова ќе звучи чудно, ама за прв пат видов некои работи што претходно не сум ги видела. Не знам, оти толку време, толку години ми требало за прв пат да решам да видам, да си го свртам погледот погоре од моето вообичаено терање право и заприметив би со доста интересна архитектура што претходно не сум ги загледала, дури да не е поширок сокак по други улици, некои такви ситници, ама и не баш да ги заприметиш во место што буквално живееш, а претходно не си ги видел. Тоа е пак нешто ново, некое ново искуство визуелно. И доста има такви некои интересни места, конкретно во мојот случај низ Битола, а вербам и низ вашите градови на кои не сте биле, не сте ги посетиле. Вербам дека се достапни дали со јавен превоз, дали пешки, или со велосипед, како било, можете да ги посетите. Исто многу сакам да слушам подкасти и музика. Па слушањето музика и подкаст може да се прави за време на некои други активности, од овие што се наброени, например да си црташ, да си слушаш музика, буквално уживање. Друга активност која гледам не многу е спомната, е волонтирањето. Во вашите градови има некоја организација како МКЦ, Младински културен центар, различни други организации, некои си, пример во Битола, локален волонтерски сервис, во Скопје, мислам, имаше волонтерски центар. Можете таму да видите какви активности тие имаат или да побарате некој фестивал, например, сега летово ќе има доста филмски фестивали. Во Охрид, мислам, ќе имаше Кичево, Македокс во Скопје, во другите градови сигурно ќе има некој филмски фестивал или нешто слично, или спортски настан. Секогаш за таквите настани се бараат волонтери. И тие се доста добри начини за да запознаете нови луѓе, да се стекнете со нови искуство, да размените мислења,
да се изголемите вашите перспективи. Така јас лани волонтирав на ЕМОФ, Европски младински олимписки фестивал, кој се одржуваше во Скопје. Буквално тоа беше ко мини олимпијада за европските спортисти под 18 години, ако не се лажам. Помеѓу 14 и 18, мислам дека беа. Јас волонтирав во атлетика, беше супер интересно. Покрај помагањето на спортистите, можеше да се види како и најголемите идни таленти во светот имаше изрушење на светски рекорди и беше доста интересно и секако запознав супер луѓе. Таму поздрав до Прилепчани кои буквално беа луѓето што го движеа фестивалот Прилепчани, дојдеа со автобус. Нема како нив кога се работи за волонтирање. Чено, вака некој да си реши, леле, колку многу работи треба си да направам, многу работи да постигнам, дали ќе имам време, дали ќе стигнам, и знае да биде overwhelming, некогаш може да биде премногу. Тоа може да биде и време за одмор во буквална смисла, некогаш така, сам, без ништо, легни си и гледај во зидот и ништо не прави. Сам со себе, со мозокот, без никаква стимулација однадвор, некогаш баш може супер да делува за понатаму да се почне со тие некои други активности, без да се стигне до burnout. Burnout е многу лошо, значи не одете на burnout е многу. Тоа се некои од моите препораки, некои од работите кои би сакала да ги правам ова лето. Сигурно ќе се погоди некоја можност да уште нешто, ама овие ми се така топ приоритети, најинтересни работи, доста креативни, доста го активираат и телото, и умот, и се надевам ќе доприносат за уште едно супер лето, освен ако жештината не ме победи. Се надевам тоа нема да се случи. И фала ви што го гледавте ова видео, се надевам ви се допадна. Што вие ќе правите ова лето, како ќе го помините, дали имате некоја друга идеја? Слободно пишете во коментари, ставете лайк, subscribe и се гледаме во наредно видео. Чао!